Го слушнавте хитот на неделата или на денот, како и да е нашиот урбан хит. Вака сега, за да го најавам мојот денешен гостин, ќе се вметнам и јас во најавата. Обично на мене ми се фетиш микрофоните, додека на него му е фетиш гитарата и не случајно едва го тргнав од местото каде што денеска му е стационирана гитарата. Имено, минатата недела премиерно во Урбан така промовиравме нешто ново, некое ново првенче, да кажеме, за Илија Кикиритков, Without Latino се викаше. Денеска ќе продискутираме околу првенчето, како тие прочекорија и како ќе прочекориме и ќе прозборуваме денеска заедно овдека во студиото со мојот денешен гостин, Илија Кикиритков, веќе кажав. Здраво, Иле. Здраво, Кристина. Како си? Мило ми е што ме покани денес да ти бидам твој гостин. Така? Одлично се чувствувам. Добре. Како што каже веќе во најавата, поминав во подготовките за оваа емисија поголем дел пред гитарата таму и пред микрофонот. Така. Ама еве сега сум подготвен. Колку време од твојот живот помина ето со гитарата, дружејќи се со гитарата? Ајде да пресметам. Па може би 17-18 години до сега свирам. Онака. Значи, татко ми е музичар, тој е композитор на оние новосоздадени фолк композиции кои беа популарни на почетокот на 90-тите години во Македонија, како што беа на Фолкфест Валандово, Цветници и така. Значи имаше неколку огромни хитови за тоа време. Ангела Душо од Зоран Ванев беше најпознат, така некој евергрин во тој стил на музика. Така? И се разбира кога си во фамилија каде што музиката е неизбежен дел. И тоа е тоа. Го слушам секој ден како свири и несомнено пројави желба. Тато научи ми да свирам гитара. Немаше проблем. Додека тато те учел да свириш еден жар, ти употребуваш сега и користиш друг. Тој ме само научи да свирам. Значи, воопшто не би се мешал во изборот на музиката и слично, значи, тоа го препушти на мене и јас тргнав во сосема поинаков правец. Така. Сега, темата денешна поврзана со тебе е успех со или без латино. Ајде, малку повеќе Without Latino. Значи, вака, песната Without Latino е дел од мојот албум. Значи, албумот е веќе готов. Го правам веќе 2,5 години. Значи, така? Голем период, меѓутоа многу фактори се во прашање кога се прави еден албум од 10 композиции, пред се финансиски, значи финансискиот фактор е најзначаен. Ми треба 2,5 години. Песната Without Latino инаку прва ја напишав од тие 10 композиции кои што се наоѓаат на албумот. Меѓутоа, додека сето тоа се спакуваше, додека се доби тој звук како што треба, додека се измикса сето тоа, се направи мастеринг и сега конечно после 2,5 години е готов продуктот. Направив видеозапис за Without Latino, ги исфрлив како сингл пред една недела има. Реакциите се одлични сега за сега. Ми се чини дека им се допаѓа на луѓето, иако не е на македонски јазик. Значи на англиски јазик е целиот албум. Правен ми дојде така инспирација да направам албум. Зошто баш на англиски јазик? Сметаш дека нема да бидеш доволно слушан или ценет овдека во Македонија кога испееш на македонски јазик? Па не, имам и песни на македонски јазик, меѓутоа таков беше концептот на овој проект, значи на овој албум, како си го сметам како еден вид на проект кој од почеток до крај сум си го зацртал како да го направам и во склоп на тој проект јазикот е англиски, значи во склоп на албумот. Тоа што не значи дека во иднина нема да правам песни на македонски јазик. Така. А зошто баш без латино? Значи ти имаш джез, блуз, свинг, джипси. Значи песната воопшто нема латино елементи. Така. Во песната нема латино елементи и песната зборот латино е само метафора, доколку внимателно се слуша и се анализира текстот, сега бидејќи е на англиски, но доколку внимателно се анализира, ќе се види дека зборот латино е само еден вид на метафора. Еден метафора за нешто сосема друго. Ајде да не откривам, да оние што сака да ја слушнат песната, така, да ја слушнат, да ја проанализираат малку и ќе заклучат за што се работи. Така, да, подоцна ќе имам прилика и ние исто, така и гледачите, значи да ја слушнат истата. Добро, кој музички стил според тебе носи слава и пари? Еве, кажа дека си израснал со народната музика. Сега преферираш джез, блуз, джипси, свинг? Значи, мислам дека нема рецепт, односно дека стилот не го дефинира квалитетот.
Ми се чини дека музиката е универзална и дека било кој стил да се свири и да се рекламира како музика, доколку е квалитетен, ки си го најде патот до успехот. Сега се разбира и пропратни работи се потребни, како например маркетинг, промоција на композицијата, видеозапис, тоа се дополнителни работи кои што треба да се направат доколку се сака да се промовира песната. Меѓутоа, доколку е квалитетна една композиција, без разлика на својот жар, според мене, таа ќе си го најде својот пат до успехот. Така. Создаваш музика за себе или за публиката? Ова музика, што е направив е лично за мене, значи, излезено од моите емоции. Јас не сум музички образован, значи немам музичко образование, меѓутоа, како што кажав, околу музиката сум целиот живот, значи слушам многу музика и со самото слушање научив многу. И уживам во сите жанрови на музика, меѓутоа ова што го направив, значи албумот што го направив е оно што извира од мене, односно моите емоции. И наскоро слушателите ќе имат можност да ги слушнат и сите останати песни. Значи планирам и видеозапис за уште неколку композиции. Значи до јуни-јули ќе има уште неколку песни со видеозапис, освен ова, се разбира. Од каде е поддршката за реализација на сите овие видеоспотови, песни, материјална поддршка? Поддршката е од најмногу, поддршката од мене, од самиот себе поддршката. Верувам во тоа што го правам. Некои ми велат, удираш со глава во зид, тешко е, меѓутоа знам реалноста каква е. Музичкиот пазар во Македонија е доста мал, значи најтешко е да се продаде тоа што го правиш, нема пазар, нема кој да ти го купи тоа. Без разлика и најпопуларниот пејач, музичар во Македонија и со него да правите муабет и тој ќе ви каже дека тешко се продаваат неговите авторски композиции. Значи нема пазар кој ќе ти го купи продуктот. Сега гледав да излезам малку out of the box, што викаат, го направив ова на англиски јазик, затоа што сепак колку толку универзален јазик е, го знаат повеќе мината. И мислам дека е квалитетно, малку нескромно од моја страна, мислам дека е квалитетно тоа што е направено, задоволен сум, значи започнав албумот да го снимам во Гевгелија, во Ревайн студио кај Ѓорги Вацев и Драган Гоцевски, поздрав до нив. Потоа продолжив во Штип, втората половина од албумот до крај го снимав во Штип кај Филип Стевановски, Фис Студиос. Го завршив, ги измиксавме тамо композициите кај Филип, поздрав и до Филип, и на крајот мастерингот, пеглањето на сите песни беше во Делчево кај Дејан Ѓоргиевски Дзене и поздрав до маестро Дзене. Тие се најзаслужни за аудиото како излезе. Значи Гевгелија, Штип, Делчево на 3 места. Источниот дел од Македонија. Да, источниот дел и 2,5 години, како што ти кажав, значи се изнаучив. Меѓутоа сум задоволен од крајниот продукт. Сега веќе доаѓа вториот чекор, можеби потешкиот, тоа е промоцијата на песните, како да дојде до очите и до ушите на оние што сакаат да ја слушнат, бидејќи мора некој да оцени. Ако останат во фиока, џабе ќе види да се квалитетни. Така, еве ние ти отстапуваме слободно простор и време за промоција. Благодарам. Вака да те прашам, каде се може да те слушне публиката? Настапуваш ли некаде низ Македонија? Скопје можеби? Во Скопје не. Во Скопје немам настапувано, имам настапувано меѓутоа малку од подамна, значи во скоро време немам настапувано, инаку затоа бидејќи доаѓам од Штип, повеќето живи настапи ми се во Источна Македонија. Значи до Прилеп, Велес сега, од дистанца на Штип, нели, може да ме слушнат во сите места од Источна Македонија. Значи во Источна Македонија, во Западна Македонија малку поретко. Тоа се случува малку поретко, бидејќи таква е математиката. Повеќе се исплаќа да свирам во Источна Македонија отколку во Западна Македонија. Ќе се потроши многу и на значи физички ќе се измалтретирам додека стигнам на пример од Штип до Охрид, па потоа ќе треба да настапувам, па потоа ќе треба да се враќам и ми се чини дека малку е потешко на подолги дистанци константно да се настапува. Меѓутоа во месец, два еднаш, да. Инаку константно 3 пати, 2 пати во неделата во скоро сите градови во Источна Македонија.
Така. Чувствуваш ли разлика ете во публиката, начинот на кој што тие те прифаќаат од источниот дел и од западниот дел? Не, нема разлика воопшто, нема разлика. Музиката е универзална, се пее на истиот јазик на било кој. Сите мислам дека ја прифаќаат, меѓутоа секој индивидуално си ја прифаќа музиката. Секој ако побуди некоја емоција да песната, без разлика од каде е тој и што е, ќе му се допадне или нема. Така. Добро, постои разлика, јас ќе ти кажам од мое лично искуство, затоа што јас пред извесен, па можеби некој 5-6 години се занимавав се исто така со музика, настапување во ноќните клубови, караоке и слично. Имаше доста разлика од Скопје и посебно источниот дел во Македонија. Некако источниот дел во Македонија, значи тој дел од публиката знаеше некако да се соживее со самиот настап, додека одека те гледаат она резервирано од страна, дури имаше и подсмеви и слично. Не, постојат такви ситуации, ама меѓутоа не само во Западна и во Источна Македонија постојат такви ситуации. Да. Така што повторно ми се чини дека не е географската положба пресудна за тој момент. Не, кажав за Скопје. Ми се чини дека тоа е сепак индивидуално. Кај посебно кај индивидуата, доколку не му побудува никаква емоција музиката што ја слуша, нема ни да реагира. Так. Ми се чини така. Меѓутоа, сепак можеби се поживее луѓето во Источна Македонија. Да. Можеби. Да. Се случило ли ете на настап да имаш некое посебно интересно барање, не знам, ти свириш, кажавме, што свириш да дојдат рече, ете испее ми песна од Аца Лукас. Да, имало. Се случува? Се случува, да. Се случува па преку 5-6 свирки се случува тоа. Се случува, сега несомнено е дека музиката која доаѓа од продукциите од соседните земји е несомнено голем хит во Македонија, што не значи дека е квалитет. Так. Значи големи хитови се бидејќи ги промовираат овде преку медиумите кои што се во Македонија. Значи ги промовираат тие мелодии и сега луѓето седат дома, слушаат радио, гледаат телевизија и ги слушаат тие песни. Така. И сакаш неќеш и да ти се допадне и да не ти се допадне, после 2-3 слушања песната влегува во глава и станува хит без разлика дали е добра, дали е квалитетна, дали не е квалитетна. И сега мнозинството од луѓето, тоа сега е моја теза, мнозинството од луѓето ги слушаат тие песни преку медиумите, бидејќи се промовирани доста често се вртени, за разлика од македонските артисти. И тоа е тоа, ги бараат по тоа, бидејќи ги знаат. Што ќе се случи ако добиеш таква некоја понуда од соседството, пример Бугарија, Србија, да направиш таму кариера? Би ја прифрнал, се разбира, меѓутоа со одредени услови за тоа каков би бил мојот стил и каков бил жанрот. Кои се твои услови? Мои услови? Да жанровски да не забегам до како се викаше, турбофолк, жанровски. Така. Да, тој се моите услови. Под никоја цена турбофолк? Под никоја цена. Не се гледам индивидуално, не само како музичар, индивидуално не се ставам во таа група на луѓе што слушаат така. Пошто и некогаш и самото слушање, макар што не мора да значи, самото слушање на музика ти го дефинира и карактерот и темпераментот, според мене. Јас не сум во таа група на луѓе. Така. Значи се пронаѓам во некои други жанри. Меѓутоа, да не се разбере погрешно, не ги делам луѓето на слушачи на музика на тој жанр, на оној жанр. Сите сме исти, постои само квалитетна и неквалитетна музика. Така, добро, твоите идни планови, ти настапуваш сам? Сега сам ја градиш кариерата? Да, повеќе настапувам сам. Меѓутоа, во зависност од местото каде што настапувам, значи, доколку е помало местото, поинтимно место, настапувам сам со акустична гитара. Доколку е поголемо, со двајца, тројца, некогаш со цел бенд. За минатата година, значи албумот уште пред да биде готов студиски, имав настап, односно како промоција на песните од мојот албум. Така. Меѓутоа на незавршен албум, значи песните беа готови. Имаше еден фестивал во Штип, се одржа во Дом на млади, се викаше Туторс фестивал, тоа беше минатата година, настапија Игор Джамбазов, Гуру Хари, Галија од Србија. И сега настапив како пред група пред нив и ги промовирав песните кои сега се готови студиски и настапив со цел бенд, значи со 8 музичари, сите оние инструменти кои што се употребени на мојот албум студиски, тоа се тромбон, труба, саксофон,
пијано, бас гитара, акустична гитара, електрична гитара и тапани. Значи со цел бенд, со 8 души. И така планирам и ова година кога ќе ги промовирам песните од албумот да биде со цел бенд. Така. Низ Македонија. Да. Денеска не е овдека во студиото целиот твој бенд и го нема саксофонот и сите оние други инструменти. Ќе направиме акустична верзија. Така, но тука твојата омилена гитара, така? Да. Ајде. Може? Да предаме на тоа столче? Ајде. Еден краток джингл или промо, може промо. I was born long ago in a place where no one cared about the music, about the art, and everyone was scared. We were stuck in a big dark cave filled with envy and greed. Sad thing was no one knew we were sowing the bad seed. Na 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 now. Na 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 now. They took from me everything, even more than I could give. But there is only just one thing without I cannot live. Without Latino, my life will be as hell. Without Latino, I will damage all my cells. Without Latino, I feel like a long lost soul. Without Latino, I start to lose control. The only friends I ever had are my guitar and a band. Those two are always helping me to be a better man. I learned how to fight the pain in my life. I know what I need, but I still cannot survive without Latino. My life will be as hell without Latino. I will damage all my cells without Latino. I feel like a long lost soul without Latino. I start to lose control without Latino. My life will be as hell without Latino. I will damage all my cells without Latino. I feel like a long lost soul without Latino. I start to lose control. Without Latino, my life will be as hell. Without Latino, I will damage all my cells. Without Latino, I feel like a long lost soul. Without Latino, I start to lose control. Without Latino, without Latino, without Latino, without Latino. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, all these fake institutions are just like legal prostitution. It's not because the evolution, but people need revolution. On radio and television, modern prophets praise religion. God and devil made a decision. They only need new collision. Set me free, I want to survive in this society of mine. Set me free, I want to survive in this society of mine. Set me free, I want to survive
in this society of mine. In this society of mine. In this society of mine. Do 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 do. Ba 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 ba. And what about the Constitution? Добар ден, ќе пуштакам на сите оние кои што сега се вклучуваат на фреквенцијата телевизија 21. Како и секој ден, така и денеска се дружиме заедно се до 15 часот. А ние продолжуваме понатаму онаму каде што застанавме во првиот дел. Илија, како се вели? Сцената е твоја? Благодарам. You know I tried so hard to save us from the pain. So I saw my face in the water and it doesn't look the same. What happened to us? We feel so much hate. We're in the danger zone from which there's no escape. Too many lies are a part of our lives. Too much pain and clouds with heavy rain. Too many stories untold didn't break these chains. Too many secrets are living within our train. Show me, baby, your other face. Show me love with no disgrace. Show me that you understand. I wanna be your helping hand. Show me, baby, your other face. Show me love with no disgrace. Show me that you understand. I wanna be your helping hand. Your helping hand. Your helping hand. Someday we will regret for the things that we said. Sometimes only time can change our fate. Ooh, we wanted so much, we thought it would be great. Please stay with me, baby, before it is too late. Show me, baby, your other face. Show me love with no disgrace. Show me that you understand. Wanna be your helping hand. Show me, baby, your other face. Show me love with no disgrace. Show me that you understand. Wanna be your helping hand.
Look at yourself, you don't belong here. These people are right, you are an alien. Look at your face, you'll never be like them. Run as fast as you can. Alien, you are alien. Alien, you freaking alien. Na 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 na. Alien, you are an alien. Na 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 na. Alien, you freaking alien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. This woman inside my brain never lets me down. You will never see again. Through my red eyes, you can't stop this war, and you never find my soul. Fly into someone else's sky. Alien, you are an alien. Na 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 na. Alien, you freaking alien. Na 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 na. Alien, you are an alien. Alien, you freaking alien. Alien, you are an alien. Na 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 na. Alien, you freaking alien. Na 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 na. Alien, you are an alien. Na 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 na. Alien, you freaking alien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK Панчо ДНК. Јас сум Илена Ристовска. Јас сум Игор Джамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Браво. Како Thank you. следи аплаузот или после добро направен настап? Колку можев со акустична гитара, бидејќи оригиналните песни, верзиите се со многу инструменти. Можам да замислам како звучи оригиналната верзија, затоа што ова звучеше прилично добро, колку што можев да забележам и колегите во студиото кои што работат, се забавува. Певливи се песните. Така, да, влегуваат во ово. Тоа е битно. Иле ти благодарам што одвои време да допатуваш денеска дури од Штип овде во нашето студио во Скопје. Јас ќе те поздравам и ќе ти кажам пак како што кажав на почетокот дека вратите овдека ти се отворени за промоција. Се надевам дека ќе ова е првенче, ќе зачекорите добро, ќе прозборите, прогукате она старински кажано добро и дека те очекувам со второто издание овде во студиото. Благодарам на поканата и се гледаме во скоро време. Ајде, ветувам јас. Те благодарам уште еднаш. А како кажа Илија на почетокот дека поддршка има од самиот себе, а ние поддршка имаме од маркетинг, водиме со реклами?